Почитувани, постојат неколку неповидни факти за владите на Никола Груевски. Во време на владењето на ДПМН, Република Македонија стана понедемократска држава со власт која што е целосно корумпирана. За време на владењето на ВМРО ДПМН, повеќе пари се одвоија за богатите кои што станаа се побогати, а граѓаните станаа се посиромашни. За време на владењето на ДПМН, над 400.000 граѓани, од кои што 230.000 млади луѓе, заминаа и можеби никогаш нема да се вратат во Република Македонија. Но има решение. Секогаш кога беше тешко, СДСМ беше тука. Секогаш кога беше потребно, СДСМ работеше за сите нас. Така беше и во 90-те години, така беше и по конфликтот во 2001 година. Работевме напорно за да ја стабилизираме државата. И денес време е Република Македонија да ја вратиме на вистинскиот пат. Тимот на Зоран Заев има програма која што ќе ги врати парите кај граѓаните, која што ќе ја врати средната класа, ќе направи Република Македонија побогата и подемократска држава, ќе отвориме нови работни места за младите и ќе ги задржиме во Република Македонија. Бараме социјална правда, бараме правда за сите, а не само за власта, бараме фер и демократско општество денес, а не утре. Деновие низ Република Македонија, граѓаните, а деновие и во Скопје, ја прифаќаат програмата на Социјалдемократскиот сојуз за побогата и слободна Република Македонија. Само побогати граѓани може да направат и подемократска и понапредна држава. СДСМ сака на фер и демократски избори да ја победи власта на ВМРО ДПМН. СДСМ сака да победи без условувања и без уцени. СДСМ сака да победи со позитивна промоција и со позитивна програма. Затоа сметаме дека на наредните избори, преку едни фер, демократски и слободни избори, ќе ја промениме власта во Република Македонија. Брисел му даде црвен картон на Груевски, затоа треба да има промени во Република Македонија.